Младите се скептични дека Македонија ќе стане дел од европското семејство. Истражувањето на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи покажува дека кај скоро половина од испитаниците владее скептицизам дека државата ќе стане дел од ЕУ, во споредба со ниски 35% од испитаниците кои веруваат дека евроинтеграцијата ќе стане реалност. За разлика од властите кои на пиедесталот го ставаат спорот со Бугарија како кочница за отпочнување на преговорите, за младите главна пречка на евроинтегративниот пат е корупцијата во државата. Дури 84,6% од испитаниците ја избрале оваа опција. Билатералните спорови ги реагираат како втора најсилна пречка за отпочнување на преговорите, а веднаш зад нив ниската доверба во институциите. Ни покажува дефинитивно дека прво младите се информирани, дека младите се за членство на земјата на Македонија во Европската унија и ни покажува дека има сериозен простор да се работи заедно со младите луѓе на подобрување на ваквата ситуација. Сепак би нагласил дека младите се добро информирани, покажуваат желба да бидат вклучени и бараат пристап од националните институции во земјите членки, меѓутоа и од европските институции. Значи потребна е една сопфатна, голема платформа каде што ќе се даде шанса да бидат вклучени сите млади луѓе и да се донесат европските вредности дома во земјите членки, во секоја земјите членки. Можности за работа и живот. Овие се двете теми кои најмногу ги интересираат младите кога ќе се спомене Европската унија. На второто место се програмите за образование и млади како Еразмус Плюс, зашто се изјасниле 55%. Третото место го заземаат темите поврзани со заштитата на човековите права. Младински интерес за ЕУ будат темите за заштита на животната средина, дигитализацијата и културната размена. Политичарите треба да се прилагодат на младите, да се прилагодат на нивните потреби, да разберат дека младите бараат стандарди, а не политика, односно гола политика, бараат политики за добар живот и квалитет на живот. И ако така поставиме работата, ќе разбереме дека улога на политичарите е да ги слушаат младите луѓе, да ги слушаат луѓето генерално, а не како досега да се обидуваат да наметнат само став како треба да размислуваат луѓето. Само ниски 8% од младите испитаници веруваат дека Македонија ќе влезе во Европската унија во следните 5 години. Повеќето веруваат дека Албанија, Црна Гора и Србија се првите 3 држави од Западен Балкан кои ќе станат дел од европското семејство. Истражувањето се реализира во рамки на соработката меѓу Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи, Европскиот центар за извонредност и Германската фондација за слобода Фридрих Науман, а во соработка со македонската младенска платформа Студентарија. Анкетирани биле 1000 млади, најголемиот дел студенти на додипломски и постдипломски студии. Габриела Лескова, Сител телевизија.